Ете. Ајде сме. Тука, добро вечер. Почнуваме малку да се собираме. Ајде. Се вклучуваме, добро вечер, добро доаѓате, добре дојдовте на тие што веќе се вклучија во овој лайф. Ќе зборуваме на една интересна тема со интересна гостинка, која што сведочи на уште поинтересни манифестации во незиниот живот. Ќе зборуваме, значи, како од болка може да се дојде до свесност. Во суштина и болката е таа која што можеби некои тешко ја прифаќаат и тешко се носат со неа, но од таму можеме да креираме. Така што во секој случај тоа е нешто што, како и да звучи, можеби небулозно, но не носи навистина во еден огромен раст, личен раст и развој воопшто. Затоа што ако постојано постапуваме онака од ми се вклучува нашата гостинка. Добро вечер. Ако сме постојано од зоната на комфорт, некако и нели, кој знае како би креирали и дали воопшто може да се креира од таму, од тоа место. Добре дојде, Јуда. Добре најдов. Како си? Супер е викенд на село. Викенд на село, тоа е феноменално, го звучи. Феноменално, да. А сигурно е уште поубаво да си таму да го доживееш сето тоа. Уште поубаво, да, поповилен. Да, природа, за разлика од зидови. Да, многу е подобар контактот кога сме во природа, отколку кога сме. Апсолутно, да, тоа е сегашниот момент. Некако не регенерира. Ефтен. Да, супер. Значи, викенд на село, во одмор и добре дојде уште еднаш во оваа твоја приказна. Добре ве најдов. Ти благодарам. Каде што ќе ни раскажеш нешто повеќе за себе, ќе ни раскажеш како од болка всушност дојде до твојата свесност и како ти креираше попатно живот кој го живееш сега, живот кој си го посакувала и си го реализирала. На твое задоволство. Така, и на задоволство на твоите најблиски, предпоставувам. На сите, да. Да. Знаеш како викаат, децата сакаат среќна мајка, не да е добра или да. Да, така е. И јас секогаш велам. И воопшто луѓето околу нас, кога се сите исполнети среќни, за сите е подобро. Така е, апсолутно. И секогаш велам во авион, нели кога се возиме, прво на маската што паѓа, вели стави ти за да можеш. Да помогнеш на себично. Да, родени сме за себе пред се, нели, од таму изборот потекнува себичност. Да, само не сум толку себичен за да можам да им се допаднам на сите, нели? Но тука веќе кога ќе се свести човек, тоа е, нели, врвот. Да, врвот. Така е. Знаеш дека не можеш да им се допаднеш на сите, не си чоколада, како. Да, апсолутно. И не треба да им се допаднеш на сите. Не треба, да. Мене баш денес кога зборуваме околу припаѓањето и допаѓањето на сите, многу ми е интересно што некогаш луѓето толку се завземаат и навлегуваат во тоа што е, јас би го нарекла помодарство. Нели, еден некогаш ќе тргне по нешто и мислат тоа е окей, тоа е фенси, ајде сега сите ќе одиме натаму, па и ќе се сликаме, па и ќе се фотографираме, ќе правиме помпезности, ние нешто правиме, а во суштина задоволуваме што и задоволуваме кого. Значи, кога на нас ќе ни причинува тоа задоволство и некогаш и вреди да си црна овца, како велат помеѓу. Баш така, да. Затоа што на тој начин доаѓа твојата автентичност и тоа што го сакаш ти едноставно. Како вика, си се променил.
фала ти Боже, реков, ми треба 45 години да се променам. Така е. Важно е да се почне и важно е да се стремиме кон промена. А кога ќе се случи тоа, нели, ќе видиме, кога ќе одлучиме на крајот од да се пронајдеш себе, што е да се пронајдеш себе, дека ти е навистина добро, дека си во мир, дека се осеќаш добро пред се. И да се приметиш онаков како што си. Апсолутно, со сите своји мани и доблести. Да, и суштински да не ти е важно што мислат луѓето за тебе. Ти, што рече, не можеш на секого да му се допаднеш. Баш така. Ако ти е битно што мислат они тие за тебе, значи те поседуваат, а тоа никој не го сака. Така е, апсолутно. И јас секогаш милувам да ја кажам приказната за бумбарот. Бумбарот, инаку според сите закони на физиката и на аеродинамиката, е инсект кој што не може да лета. Меѓутоа тој лета. И покрај сите закони на аеродинамиката и физиката, ама тој не ги знае и не ги слуша. И затоа лета. Да, знам лично за слонот. И за камилите има две анекдоти. Вика, слонот кога е мал, слоновите ги врзуваат за оние мали ноџиња и тие живеат со тоа дека не можат да мрднат подалеку од ланчето колкаво што е. Тој кој ќе порасне со својата килажа може да го откорне и ланче и железо и се живо, ама он мисли дека не може. Така е. Тоа се нашите ограничени уверувања. Така, да. Да, кои што буквално ако се навикнеме дека до таму било, до таму и ќе оди. Како и болбата. И сега, еве веќе се вклучуваат, супер, баш ми е мило, благодарност до сите што се вклучуваат и можеме да ја започнеме нашата интересна тема, тој пат како од болка до свесност. И болката е таа, верували или не, тоа почнав и на почеток да го кажам, која што не води да отскокнеме, да направиме промена. Велат, луѓето се подготвени на промена само во два случаи, исклучиво. И тоа, едниот случај е кога навистина нешто многу сакаат, страстно сакаат да променат и тежнеат кон тоа, целат кон тоа и се менуваат, работат на себе и се менуваат, а вториот е кога навистина ќе го допреме дното. И тогаш настанува она експанзија или оној раст и потреба за промена. Будење. Како беше во твојот случај? Мене беше будење. Значи, будењето е болен процес и секогаш доаѓа после некоја лошо искуство. 28 години веќе сум во приватен бизнис и секогаш имало успони падови, ама имало една рамна линија. Се помине и короната, борба за опстанок беше онака баш сите овие години. Секогаш се наоѓало решение. Од 2007 година некаде се сретнав со модерната психологија, конкретно со моќта на позитивното размислување. Сите тие видеа, кога си така во некоја рамна линија или на некоја подолна емоција, ние сме сите бараме некакви инстант решенија. Ако може да легнам со празна сметка, са бајле да станам нешто да се случи. Така, супер. Да. Па чувај новчаница од 500 евра, фалт, нели во новчаники, такви некои работи. Ето тоа не делува, да не се лажеме, дури повеќе иритира. Сите оние 5 чекори, посакај, фокусирај се, дозволи, отпушти. Кога ќе дојдеш до контрастот, тука е интересно. И кога ќе се заглавиш таму, тогаш е уште поинтересно. Така. Нема шала, ти не знаеш како се излегува тој контраст. Значи, не знаеш. Читај, слушај видеа. Да, од утре, нема шанси. Значи, размислувањето, кога ќе го промениме, тогаш се променува се. Меѓутоа, размислувањето без емоции е џабе. Значи, тоа треба да го почувствуваш. И, нели,
да видам, па ќе поверувам. Не, прво треба да веруваш, па да видиш. Апсолутно. Апсолутно. Да поверуваш и да видиш, и затоа и велам секогаш идеите се создаваат и се реализираат два пати. Еднаш во твојата глава, а потоа во реалноста. Затоа што нели без да го видам прво јас во мојата глава, не знам ни што да создавам ако не го видам. Така е, и оно што го кажа претходно е многу интересно, два пати го спомна, а тоа е рамна линија. Моментот кога ние чувствуваме рамна линија, ќе ни кажеш и за твоето искуство, се знае кога се чувствува рамна линија. Кога е рамна линијата? Јас секогаш прачувам. Рамна линија е кога нема живот. Кога ќе престане да чука срцето. Да, затоа што и тој контраст што се случува е окей, затоа што е некој пат надолу. Значи се движиме. Сега дали надолу или нагоре поентата. Па тие амплитуди што се случуваат, тоа е уствари животот, не е рамна линија. Така е. Главното прашање е дали постои успех без неуспех? Апсолутно не. Тогаш е рамна линија, значи кога ти не си мрднал од таа некоја комфортна зона и мислиш дека ти е окей, а уствари не е. Не се случува ништо. Не знаеш дали ќе биде потешко, дали ќе биде исто, ама полесно никогаш не било. Така е. Кога е рамно не чини. Не чини. А со време осеќаш дека нешто те јаде, нели? Така е. Тоа е моментот кога тонеме во познатото, чмаеме во познатото, затоа што ни е познато. И тоа му е на умот се познато, а не му чини. Не му е добро, не ни е на нас добро. Да, и тогаш настапува или контрастот, за да дојде до, најчесто контрастот, за да дојде до експандирање. Кој беше контрастот кај тебе? Контрастот беше емоционално и финансиско дно. Колапс. Апсолутен колапс. Распад на системот, комплетен. Не знаеш како понатака. Не можеш дури ни да ги слушаш оние видеа, мисли позитивно, не е проблем, предизвика. Проблем е, значи не може да не е проблем, не може да е предизвик, туку е проблем. Тогаш се сретнав со книгата Будење. Почнував да ја читам 3 пати застанував на едно место и никако понатака. И како ги слушав со слушалици, како и сега што сум сите оние видеа и позитивни афирмации, дојдов до аудио снимка на Будење. Ја прочитав цела книга, буквално беше будење. И сватив дека, меѓу другото, се сретнав со НЛП Татјана Војтеховски, мислам дека ја имаме спомната. Почнав да истражувам во врска со тоа, најдов некои материјали, многу не ми помогнаа тие видеа што ги наоѓав по YouTube и по интернет. Ни најдов некои материјали кои што почнав некако да ги разбирам. Ми дадоа алатки за тоа како да направам како да пробам да променам нешто. Ствари, сите тие 5 чекори што преска ги кажав, ги разбрав, меѓутоа кај контрастот веќе ми требаше стварно нешто конкретно. Така. Не знаев како се прави тоа, отпушти, прифати, дозволи, ефата техники, значи ништо од тоа не ми даваше резултат. Која е разликата помеѓу успешен и неуспешен човек? Ми покажа НЛП техниката. Значи, јасно поставување на цел. Немаш поима како ќе оствариш целта. После тоа, нели, кога ќе се отвориш, доаѓаат другите работи спонтано. Так. Ама додека тргнеш, малку е потешко. Значи, прво не веруваш, си викаш ајде да пробам. Првата работа која што треба да ја направиме е јасно да ја поставиме целта.
Значи, јасно, што сакам со детали. Јас го користам, значи, за да не лутам со мислите, јас користам белешка во телефонот и таа белешка додека не ја направам онака баш како што јас сакам, не ја затварам, туку ја надополнувам. Кога ќе си ја поставив јасно целта, отидов чекор понапред. Храбро треба да превземеш нешто за да се фокусираш на, кај мене конкретно збориме сега за работата. За да се фокусираш на работата, мораш нели да превземеш некој чекор, нешто да промениш. Ние сите се плашиме од тоа да превземеме нешто. Дали ќе успеам, дали нема да успеам. Тука имаме сугестија од страна, сите оние образци што ни се од деца со кои што сме израснати, ќе биде тешко, нема работа, други времиња се... Што е сигурно, сигурно е. Што е сигурно, сигурно е, ти кога што си се нашол и така ќе си тераш. И така ќе си тераш, да. Треба да сватиме дека туѓото мислење и туѓото искуство не са нашата вистина. Така е. Значи, сите сме ние различни и стравот од неуспех ни е наметнат. Кој ќе се прашаме дали ни е корисно сето тоа што го знаеме од претходно, ако на мојата мајка или баба и било корисно, мене може не ми е. Значи, тука превземам чекор, пак со кредит, со задржување од банка. Да. Значи, повторно и повторно. Меѓутоа се превзема. Битно е да се превзема. Така е. Чекор се превзема. Кога не превземаме, чмаеме во место. А можев да се вратам назад. Чмаеме во место за враќање назад. Старт, значи имаме така е, лизгачки се оди. Да, место не степ бај степ. Па кога ќе трне, нели со тоа сме исто израснати, едно зло не оди само, мора да има три тука, ама тоа е... Така е. Тотална. Ете, оно што го спомна е проблем предизвик. Да, проблем е реално. Ние милуваме и модерно е, а тоа што зборевме и за модерното, многу е модерно сега наместо проблем да се вика предизвик. Меѓутоа проблем е едно, предизвик е друго, а сублимат на сето тоа е ситуација. И поентата е како ние се носиме со дадена ситуација. Значи, тоа е веќе нурнување внатре, во нашата длабочина, за да видиме како ние ја хендламе таа ситуација. И дали од тоа правиме проблем и стремиме кон решение, за да го најдеме решението. Значи, затоа би рекла, дури и сега веќе поактуелно е, многу за мене, наместо проблем, наместо предизвик, луѓе, се ситуација. А ништо не изгледа така како што ни изгледа во даден момент, туку се е тоа наше искуство, како што го кажа и претходно, се наше искуство собрано попатно како информација, дали ние сме го доживеали искуството или сме го собрали од нашето обкружување или од информативните канали кои да се социјални мрежи. Туги искуства. Ние сме, извини ќе те прекинам, ние сме склони кон правење негативни сценарија. Апсолутно. Дали е тоа наша мапа или е не знам, некако не размислуваме со свој мозок. И всушност секоја ситуација кој ќе видиш е неутрална. Нашата перцепција и нашето доживување на ситуацијата ни дава понатамо насоки на кај значење на ситуацијата. Така е, да. И што ми е најинтересно, да не те прекинав, извини? Не, продолжи. Слободно. Што ми е најинтересно е вокабуларот. Значи, тоа што мислиме, ние го кажуваме. Значи, дека ние
конкретно кога ќе ги прашаш 99% од луѓето, 99 кажувам за да не кажам 100%. Така. Како ти е на работа? Како ти е на работа? Па почнува. Катастрофа. Ужас. Нивна перцепција. Апсолутно. Апсолутно. Секогаш го отсликуваме тоа што ние го перцепираме на начин на кој што ние го перцепираме. Да. А се се базира на нашето искуство. Значи, Ама за да го кажам, тоа треба да го мислам. Апсолутно. Нашиот вокабулар дава тежина на нашето живење. Значи, во зависност од тоа, затоа што секој збор има одредена вибрација. Дури и тоналитетот на гласот има одредена вибрација. И според тоа, што ние прво размислуваме, мислата е зборот. Тоа што го изговараме, тоа што на себе си го кажуваме, сето тоа го живееме. Не можеме ништо поинаку да живееме, освен тоа. Значи, затоа колку често ние се изборуваме, да речеме, позитивни критики за себе, позитивни критики за работата која што ја работиме и да гледаме радост во секој ден и во секое буквално будење, оноа што го напомена и ти, затоа што будење не е јас се разбудив само са бајле, супер, и одиме по рутина. Станување, миење заби, тоа со десна рака, нели, седнување, па пиење кафе и не знам, ред ритуали, кои што утрински ритуали, кои што си ги правиме. Поентата е да смениме првично навика, значи ние менуваме навики, за да дојде до промена треба да смениме навика. За да смениме навиката, значи треба да донесеме одлука. Треба да ни е или многу лошо, или да сакаме на вистина да постигнеме огромен успех. И тогаш менуваме. И оно што е многу интересно е велат, па јас сакам. И јас на коучинг кога ќе ги прашам, добро, на скала од 1 до 10, колку си подготвена, нели, да се вложиш себе, енергија, средства, буквално дел од своето време, значи да вложиш за да го постигнеш тоа што го сакаш, нели? И тука се мечкаат малку на скала од 1 до 10, а претходно многу сакаат. Значи, не е волшебно стапче, не е нешто, еве јас сега ќе си кажувам дека ќе ми биде така и јас ќе си влијам и така ќе ми биде, оно што го кажат и со новчаникот да го отворам. Значи, се си има процес. А процесот настанува кога навистина ќе ја донесеш одлуката. И оно што го кажа и ти дека си лутала и со мислите, дури и дека сето тоа, да речеме, будењето ти било клик за да ги фокусираш мислите, за да имаш јасен фокус. И тоа е основното нешто. И mindfulness-от не враќа, затоа што нели ние и во секаде каде што ќе се споменат техники одредени, првенствено што треба, дури и за да креираме цел, ако ние немаме фокус, ние не можеме да стигнеме до целта. Значи, пред се е нашиот фокус и креирањето на мисли кои што ми се корисни. Како што го кажа оноа претходно, ако не сум имала корист од уверувањата од моите, нели, од моето наследство и генетско наследство и од обкружувањето, тогаш дај да искреирам мисли, да искреирам уверувања кои мене ми се корисни и ме носат на местото кај што сакам. Да. По прво време делува како да се лажеш себе. Значи, буквално. Се случи, го земав тој кредит и заминав за турска пороба. И си зацртав една цел. За 3 недели јас пак ќе отидам по роба. Значи, меѓу другото, не ми беа доволни тие пари од тој кредит што ми го дозволија, јас буквално позаимив пари. И си реков, ајде да пробам уште еднаш. Си зацртав цел дека за 3 недели јас ќе ги вратам позаимените пари и дека ќе соберам точно колку што ми требаат за роба да идам. Така. Во меѓувреме ги покриваш сите оние режиски трошици што треба да ги имаш, кирија, придонеси, јадеш. Да. Јас не можам да ти опишам дека тоа се случи. Така. Значи,
Ќе ме прашаат нова роба, викам за 3 недели. Нема врска, значи нема врска. Јас сега сум се вратила, нема логика да отидам пак за 3 недели. Јас за 3 недели бев пак по роба. Така е. И тоа, пази што велиш, нема логика. И не сме ние логични створи. Тоа е поентата. И да си дозволиме, велам секогаш, ако нешто не е логично, зашто да не биде магично? Така, да. Да. Чудесно. И после веќе е полесно. Кога на почетокот јас почнав со паркинг место, со зелен бран на семафори, сето тоа лесно сите ќе го искреираме. Ама верувај во нешто поголемо. Значи само да пробаш треба, ништо друго. Така е. Оно што е многу важно исто, за да се фокусираш на поголемите и да целиш на поголемите, секогаш ти дава она доза на сигурност да ние точно велиме да видам прво кај мене во главата, за да можам нели да го видам и во реалноста. И тоа зборуваме сега од едно ниво, да речеме high level, би рекла, нели од повисока инстанца каде што веќе имаш работа на себе. Оние кои што се сами почетници, на нив им треба прво нели да ги видат оние мали нешта, за да направат чекор, да поверуваат сепак во тоа дека што би рекле работи, условно кажано. Така што сето тоа што си го креирала ти со семафори, со паркинг места и така натаму, се само еден тренинг на умот за да поверува умот дека ние на вистина нешто можеме да креираме, па дури и тоа што е апсолутно нелогично за нас. Нелогично, да, сега, нели следен логички чекор бараш, ја не барав да ми слета мене авион, па со авион да идам приватен во Истанбул по роба. Нели логичен некој следен чекор бараш. Си викаш, ќе биде тешко, си викаш после, па што ако па биде лесно, зашто да не пробам? Значи, секако мораш да мислиш. Кога веќе мораш да мислиш, мисли нешто што ќе ти користи, а не нешто што ќе те тресне од земја. Апсолутно. Тоа работа на себе кој ќе слушнеме, делува нешто као да мора да копаш нешто, некоја физичка работа, нешто многу тешко. Не е тешко, туку само треба да биде помалку, ама да биде секој ден. И да биде помалку и да биде секој ден и да го вклучиш во секојдневниот живот. Ете така, прво да се лажеш себе, да си ги смениш мислите и да почнеш да веруваш у тоа. Тоа е уствари целата поента. Да веруваш, ама да веруваш со емоција. Емоцијата е тука клучна. Емоцијата е клучна. Така е. Не само да верувам, а уствари не го чувствувам тоа. Да, кога ќе се постигне таа кохеренција на умот и срцето, во тој случај ние можеме да создаваме, што би рекле да креираме, да. Инаку во спротивно, мислам, се паѓа во вода, затоа што ние многу често знаеме да кажеме, па ќе бидам денес благодарна. И ние, ајде ќе се заблагодарувам на ова, ќе се заблагодарувам, не знам, на било што. Па јас користам тоа, па јас кажувам афирмација. Афирмација е, инаку да не се лажеме, афирмација е секоја изговорена мисла. Дали е таа позитивна, дали е негативна, значи воопшто небитно, се е афирмација. Значи, тоа е мислата изговорена. И јас како не, па јас сакам, многу сакам, па јас чувствувам, не. Се правиме со умот. Значи, се правиме од овој дел. И затоа што сме научени и на вистина, тоа му е работа на нашиот мозок да си работи и да мисли постојано, многу е важно да го истренираме. Што да мисли, како да мисли, бидејќи ние сме тренирани на поинаков начин да мислиме и да размислуваме. И мислиме дека најчесто сме во право или дека е некоја глупост ако не се совпаѓа со нашето мислење. Без да создадеме искуство за тоа што сме го слушнале. Значи,
Оно што е најважно е нашето искуство. И тоа што го кажа, работа на себе, да, ние не сме бавча, па да се откопуваме и копаме секој ден, или? Меѓутоа, метафорички, има доста работа на себе, во смисол да созреваш и да растеш секојдневно со семето кое го сееш буквално во твојот ум и во твоето срце. Така е, да. Во тој случај ние сме градина. И ако човекот е градинар во таа градина, тогаш треба да се запрашаме како ние ја одгледуваме нашата градина и што дозволуваме да расте во неа. И дури тогаш ќе можеме навистина да посегнеме и да застанеме и да речеме чекај. Дали ова трње кој ме боде постојано и ми вика пази што ќе рече, а што ако и така натаму, Да. или уживам во тоа што го креирам секој ден. Така. И кога ние би го креирале секој ден, онака како кога сме се радувале пред да одиме на екскурзија, кога сме биле мали, нели? Леле што ме чека таму, па не можам да заспиам, што ме чека утре, ние нели тогаш би било нешто вау тоа што ќе ни се случи, за разлика од као си легнам, леле утре треба на работа да одам, ајде пак сега кој ќе станува во 7, во 8, не знам колку, за да одам, леле пак едно те исто. Значи, со сета таа креација, дали сме градинари во бавча која е навистина задоволство или сме креатори на чичаки трње, што ви рекле. Да, мораме да сме свесни дека во таа градина еден морков да го посадиш, па му треба малку време, нели, за да добие плод. Апсолутно. Да никне, да... Така е, важно е да се засее. Да го полеваш, да, и после тоа да работиш, да му помогнеш да создаде плод. А не можеш ти денеска ќе го брцнеш семето, а утре јади салата. И не му давај вода при тоа. И не му давај, да, вода, ти не го храни, не го негувај. И така и со случките, со манифестациите, со креациите, значи можеш да ги негуваш и можеш да веруваш дека ќе никне еден ден. Така, како ти ја задржа таа мотивација и тој фокус во тие периоди кога ети и кредити и нели за 3 недели дојде, а тоа нема абер. Значи како успеа ти да го задржиш фокусот и мотивацијата при тоа за да успееш во сето тоа што го имаше зацртано како цел? Но јас така се однесував. Значи така се однесував. Ќе влезат муштери во дуќан и јас викам за 3 недели нова роба. Што ќе имате, ја кажувам што ќе имам. Значи буквално се случи тоа. Одиме понатаму. Одам во Турска, се враќам за 3 недели пак. После веќе не ти треба ни да си отворен. Не ти треба ни да манифестираш секој ден, не ти треба ни да тапкаш, значи веќе тоа си доаѓа само по себе, кога веруваш дека ќе се случи. Само едно по друго се слушаме? Да, јас гледам дали некој ни пишал нешто во меѓувреме. Едно по друго си се редат позитивните случаи. Така, точно така. Се реди само кога ќе бидеме добро фокусирани, насочени и кога целта ќе ни биде јасно тука пред нас. И оноа што велиш се однесуваме согласно со целта која што сакаме да ја манифестираме. И тоа е така. Затоа што замисли кога би се однесувале на ист начин како што сме се однесували и предходниот ден. Ќе искреираме предвидлива иднина, како што сум креирала претходно, ако сум се чувствувала онака мизерно, например, депримирано, па не ми повлекува. И тоа по автоматизам го креирам и овој ден и наредниот. Исто и со мислите. Мислите кои што ги мислам вчера, што ги мислам денес, ако се истите што сум ги мислела вчера, а најчесто е така, 95% од нашите мисли се истите од претходниот ден, така што креираме многу предвидлива иднина.
Да. Со самото менување на одредени наши навики, дури и кога се однесуваме согласно целта која што сакаме да ја постигнеме, малку и да изгледа тоа налудничаво, но да, меѓутоа јас гледам тоа што сакам да бидам, а не тоа што сум бил. Нели тука е поента. Да. Нели она уверување кој ќе ти тргне, сега сами одбираш дали ќе ти тргне надолу или нагоре. Апсолутно. Ама треба само да тргне, ама ти сами одбираш дали ќе тргне надолу или нагоре. Вика една лавина, една снежна топка, настанува од една снегол, па тркала, може или да сруши или да воздигне. Така е. А кажи ми спомна кредит да си земала денес. Мислам, да кажам, дека сите зимаат кредити, ајде да не биде генерализирано, меѓутоа, поголемиот дел, некои велат и живеат на кредити. Сега, нешто околу кредитите, како ти ги зема, кога ги зема, како ги врати, дали ги врати, и нешто околу тоа сигурно сакаат да слушат. И повелете, поставете прашања на кои имаме браво, благодарам Јулијана, благодариме. Имаме доста пофалби и нагоре нешто има, така што слободно пишувајте ако сакате нешто и да ви одговориме попатно, слободно пишувајте, ние навистина сме тука и отворени сме за било каков одговор, да ви интересира било какво прашање. Повелете. Повели Јуда. Па фокусот ми беше на работата. Нели со претходното искуство, кога едно врз друго се земи еден помал кредит, па рефундирај го, па земи поголем. Ни тоа само расте, онако ќе ти тргне. Тргнато. Да. И тука веќе немаше каде појде, тоа беше зид. Како тргне работата, нормално се фокусираш на тоа да го вратиш кредитот пред се. Буквално го вратив за 2 години. Супер, а ти беше земен на колку години? На 10. Значи, само со пренасочување на мислата и со живење во реалност каква што сакаш да живееш, ти успеа да го вратиш кредит. Да. А за да дојдеме до таа реалност која што сакаме да ја живееме, е потребно буквално менување на навиките, пак ќе кажам, тоа на mindfulness го работиме, значи тоа ни е прво број 1 менување на навиките. На mindfulness го работиме буквално и мислењето, односно кои се негативните мисли, кои се мислите кои што сакам да ги имам. И врз основа на тоа јас креирам. И тоа е основното нешто што можеме, значи, да тргнеме и на mindfulness, значи и на NLP, ние тоа го работиме, а во mindfulness веќе баш се оди етапно дел по дел. И тоа не носи на местото каде што сакаме да бидеме. И многу интересно, имам доста прашања кои што велат и да не се враќам назад. Сега, Јуле, дали ти се врати назад? Те молам да ми го поставиш уште еднаш прашање, да го читам коментарот. Имам доста прашања кои што ме прашуваат, нели, држите едукации, па од едукациите дали имате некоја едукација со која што би сакала, нели, да сменам навики, мисли и така натаму, но и да не се вратам назад. Дали ти се врати назад? Не. Никога. Нема назад, само напред. Нема назад, затоа што и не можете, мислам и да сакате, не можете да се вратите назад, затоа што се менува комплетно мајндсетот, едноставно поинаку се гледа на работите. Ти кога Јас не се вратив. Не се вратив, точно. Не се вратив. А има луѓе што се враќаат. Има многу луѓе ќе заработат многу пари или ќе добијат на лото едноставно, нивниот мајндсет, стравот ги враќа назад.
Така е. Меѓутоа, велам, кој тргнал на едукација, затоа што види на лото ако добиеш, на лото ако добиеш, тоа ти е жива среќа. Мислам, одлично ти се посреќил, супер. Што да не. Поентата е да го искреираш ти тоа, затоа што ти ако не го искреираш, нели, дури и наследството се губи. Затоа што ти не знаеш како. Тоа ќе ти дојде од нигде никаде, ќе ти се посреќи, меѓутоа ти не си бил учесник во сето тоа. И не знаеш како со тие пари, условно кажам, тој имот. Затоа што ти ги имаш старите верувања, старите образци. Што образци, модели на однесување. Ти да направиш некоја промена, ти ќе правиш промена во смисол да ги, не, може би имаш некој верување за парите. Кога ќе ти дојдат многу пари, некои сметаат дека парите ги расипуваат луѓето, некои сметаат, тоа се уверувања и тие се постојат. Тоа се образци на значи модели на размислување и баш се и тие се уверувања кои што не враќаат, значи не враќаат од моментот на заработка. А тоа се не можеш, нели, честните луѓе, не знам колку си честен ако имаш многу пари. Па имаш момент на, ајде тој кој знае како ги заработил, сега, не знам, значи тоа се уверувања. Што се случува кога ќе дојде некој со такво уверување до пари? Тој гледа да се ослободи од нив, бидејќи по неговото верување е нечесен човек. И дека, нели, па имаш дури парите се валкани. Парите се валкани и сега, ти сакаш да манифестираш пари, а викаш валкани. Па кој дома сака да ти дојде, нели, на гости, а при тоа ти му викаш дека тој е валкан или дека е нечист, или дека ги расипува луѓето, па нема да ти дојде. Значи, се тоа уверувања кои што буквално ни го обликуваат секојдневието. И супер е тоа што, еве сега, ти за 2 години, значи си го смалила тој грейс период, тој период на враќање на кредитот, со самото тоа што си се поместила во тој фокус. Сега во моментов, како се фокусираш? Кон што се фокусираш? Сега веќе, се пронајде себе си, сега сум мирна. Сега си во мир? Кои вештини ги користиш сега во овој момент? За водење на бизнисот, а кои вештини за водење на личноста, на себе самата? Па кои вештини? За бизнисот конкретно што користиш? Еве, на пример. Сега веќе сум толку отворена што некоја пак имам јасно запишување на цел и строго се држам баш кон таа цел. Дали кога се држиш до таа цел, ја имаш конструирано, нели, целта, точно знаеш каде се движиш. Дали при тоа правиш план Б? План Б не правам. Затоа што Дали решение знаеш што тоа не го правиш? Да, затоа што знам дека секојаш има решение. Добро. И оно што е исто така важно е дека, многумина тоа го прават, ако направиш план Б, тоа значи дека не веруваш во планот. Во план А. Апсолутно, да. И најчесто се остварува план Б, а не план А. Тоа е тоа што ако. И мене, јас бев и, ете така, исто дел од еден бизнис, може би, на некој начин, и многу често знаат да ме прашат, добро бе, Ирена, а што ако не биде? Леле, луѓе, не ме прашувате тоа. Мислам, јас немам такво нешто, што ако, како да ви кажам. Да, нема. Исто. Не постои такво нешто. Исто. Да, значи секогаш креираме со план А и тоа е тоа. Нема потреба од план Б, затоа што доволно верувам дека ќе го остварам планот А. И дури кога ќе ме прашаат,
мислам, едноставно го абстрахирам тоа, затоа што не сакам нешто да ме помати попатно во вербата. Така е. Обично кога нешто креираме некако површно. Еве именно прашање како точно ги запишувате целите поврзани со работа и пари, конкретен пример ако може. Па ние сите сакам подобра работа. Сакам повеќе пари. Колку се тоа повеќе? И 1 евро е повеќе од тоа, да речеме сега што го заработуваш. Дали ти е доволно тоа 1 евро? Значи мораш да имаш конкретен пример. Буквално, значи буквално напиши цифра. Каква работа подобра? Од што подобра? Ако за некој, пак ќе речеме дека тоа е исто до перцепцијата. Може некој што ја имаш ти твојата работа, за некој е далеку подобра од таа што ја има. Каква подобра работа? Буквално што сакаш да работиш, каде сакаш да работиш. Многу конкретно треба да биде тоа поставување на цел. Така е. Ние им помаѓаме го работиме поставувањето на цели и тоа по повеќе методи, не само по смарт, онаа што е позната, општо позната смарт, креирање на цели, туку баш како што онака етапно како треба. И поставувањето на цели, точно е тоа што го кажеш, што точно конкретно, што по-конкретно тоа е, нели, по-окей поставена целта и подобра работа, што е за вас подобра работа? Што точно за вас значи? Дали се мисли на работното место, дали се мисли на позиција работна, дали се мисли на ангажманот, дали се мисли на работното време, дали се мисли на вашето звање, така што тоа подобра работа е многу широк појам. Да, ма знаеш како платена исто многу широк појам. Така, ма ние не сме свесни дека самите можеме нешто да промениме. Ево, например, конкретно за работа. Јас колку луѓе познавам што работат, а не се задоволни, а не превземаат ништо. Дали плата, дали пристап кон нив, дали, значи, буквално имаат некое незадоволство, имаат нешто што ги јаде, а не превземаат ништо. Тоа е таа храброста која што ги прати успешните. Значи можеш да превземеш нешто, да се, нели, никогаш не смеш да се откажеш, не смеш да се повлечеш, да прекинеш нешто, а што ако е токсично тоа? Што ако тука ти се гледаш дека си жртва? Мораш да излезеш од тоа и сам нешто да превземеш во врска со себе, за да ти биде подобро. Стравот од промените е многу често не прати. И затоа и најчесто не превземаме, секој сака промена, секој сака промена на подобро кој не би сакал, меѓутоа тешко превзема затоа што треба да излезе од зоната на комфорт, што е позната за умот, а умот се тренира. Така. Така што тренингот на умот е нешто што е првично за да можеме да дојдеме до кохеренција на срцето, затоа што ние најчесто креираме од умот. А како што кажа, емоцијата е исто многу важна. А за емоцијата да дојдеме исто е потребно работа. Нели, работа да се дојде. Да го добијам тоа, па ќе бидам среќен. Не, треба да си среќен. Тоа е условување. Апсолутно, да. Тоа е условување. Значи ние треба првенствено да си веруваме на себе, да бидеме сигурни во себе, дека ние тоа можеме да го оствариме и потоа веќе се почнува да се реализира. И се почнуваме да го гледаме во нашата реалност. А бидејќи сме суштества кои делуваме од умот, нели ни е потребно време да научиме и да делуваме и од срцето. Ние многу често го замолчуваме овој дел и затоа и доаѓаме до, ако ја гледаме психосоматиката, ќе забележиме дека многу често јас добивам пораки, гушење, неможност за дишење, мисли ќе се угуши, срцебиење и така натаму и така натаму. Зошто? Затоа што не се слушаме себе. Затоа што е умот погласен од нашето
себство од тоа што сме, а ние сме еден систем, ум, тело и емоција, и само кога ќе ускладиме, значи ќе создадеме баланс на умот, телото и емоцијата, ние ќе бидеме буквално тоа што треба да бидеме. А Тоа што само сме во работа на суштина. себе. Само со работа на себе, со ништо друго. И исклучиво со нели со грижа, односно одговорност кон бавчата или градината, така, која што ни е дадена на нас и со која што се движиме. И тоа дали, значи, денес користиш, освен што ми кажа дека си окей со тоа и дека си сега во мир, но сепак тука работата не застанува, предпоставувам, негата за себе не застанува тука. Што користиш сега во овој момент? За фокус, на пример. Последно на што многу работев беше визуализација и паралелна реалност. Тоа многу ми одеше од рака. Така. Па тоа е тоа, уствари, кога се гледам себе, нели, онамо кај што сакам да бидам. Да, со слики, со емоции, онака комплет. Така е. Така е, емоцијата ја истакнуваш уште еднаш и јас ќе истакнам дека е многу важна, дури и за оние мисли кои што се непосакувани гости ја доаѓаат, кога ќе се вклучиме на автопилот, ние си функционираме 95% од нашето време на автопилот, нели, со мисли кои што не ги сакаме, по навика кои што мислата, емоцијата, се е навика. Значи се е навика, ние сме луѓе кои што функционираме по навика. По навика, да. И Кога се остварува сето тоа? Кога на мислата, ако не фати паника за одредена мисла и дадеме одредена емоција на таа мисла што ни доаѓа, или нели, може и да биде во друга крајност, секогаш статот има две страни, може да биде во друга крајност, да не биде убаво, при тоа се создава манифестација. Значи, емоцијата единствено не можеш да ја излажеш. Апсолутно. Не можеш да го изложиш своето тело кое што ја чувствува емоцијата. Значи, тој е канал преку кој ни се пренесува се, а нашето тело, за да го слушнеме нашето тело, прво треба да го стишаме нашиот ум. А за да го стишаме нашиот ум, ни е потребен mindfulness, едноставно. Да, да го стишиме умот и да можеме да го слушнеме нашето тело и пораката на нашето тело и на нашите емоции, кои што навистина имаат што да кажат. Затоа што емоциите ги чувствуваме некаде. Емоциите се нели мотиваре, е нешто што се движи, тие постојано се движат. И се движат прво и во време на траење, тие не траат повеќе од 20 минути, и се движат низ нашето тело. И, значи, во зависност од тоа каде се јавува емоцијата, некоја порака ни носи. Сега, наше е да ја слушнеме таа порака и наше е да создадеме емоција кога креираме нешто во блиска иднина што сакаме да го видиме како наше сегашно живење. И тоа е тоа што е системот наш. И слободно, значи, на моите едукации ова го учиме, буквално се едуцирате за тоа, враќање нема. А и да се случи тоа нешто како тука сме, нели, Јуле? Ние се слушаме. Да, и план Б нема. Така. Така што тоа е тоа. Кажи ми, што би им препорачала сега на луѓето кои што не слушаат, еве вака пред крај? Дека има најважни два денови во животот. Едниот е кога ќе се родиш, а другиот кога ќе сватиш зашто си се родил. Така е. Тоа е најважната поента што ја истакнувам и тоа е апсолутно така. Тоа е твојата, што би рекле, нели, срвите сврха, па и прва. Да, јас некако не можам да го поистоветам кај нас. Се обидувам постојано да најдам некој термин кој што е соодветен на тоа. Единствено што ми доаѓа поентата на моето постоење. Да, има некои зборови од комшилук што имаат онака тежина. Да. Како и кога ќе кажеме снага
снага кај нас не е исто што Не е. е исто Да што речеме е, сила да да. кажеш, не можеш да Моќ. кажеш. Моќ. Сепак има тежина тие зборови. И супер порака. Супер е тоа што ете ги поттикнуваш и тие да размислуваат малку. И за овој период, како би го карактеризирала само на крај со една-две реченици, некои велат дека е тежок периодов низ кој што поминуваат. Како би дала дефиниција за се ова? Тежок период. Тоа мислам дека сугестија. А што ако е лесно? А што ако е лесно? Имав еден процес низ кој поминував лани, ова време, ноември, декември, за кој што сите околу мене, кои што поминале низ тој процес, тешко е. Ке биде тешко. Верувај, ја вака поминав, јас онака поминав. Јас буквално седнав, земав еден лист и напишав буквално онака како што сакам јас да биде. Цивилизирано, се работи за развод конкретно. Цивилизирано, на ниво и брзо и лесно. Со прифаќање од цела околина. Буквално, како што напишав, во што верував, така испадна. Се заврши за час. Затоа што ние веќе двајцата се одлучивме на тоа, ја не велам дека тоа е лесен процес или не знам, меѓутоа ние двајцата бевме спремни на тоа и двајцата го поминавме цивилизирано и како што сакавме. Така е. Мислам дека за се друго може да биде нечие друго искуство, не мора да значи дека ќе биде мојот пример. Ако некој не успеал во истава работа во која што јас одлично се снаоѓам, тоа не значи дека сите ќе затвориме. Целта сега нели моабетиве. Целта на трговските е да не затворат нас малите бизниси. Не е точно. Не е точно, апсолутно. Сите поминавме низ тежок развод. Тоа е процесот, ќе помине, ама многу е тешко. Не. Така, бидете бумбар. И не ги слушате. Да. Да, поентата е токму тоа, значи еве и моќта на зборовите. Тешко е, не е лесно. А што ако е лесно? И отворена сум да го дознам токму тој процес на лесно креирање и лесен период. Мислите пред се, им треба многу да се внимава што се зборува. Така е. Мислите се слики и фрази, јазични образци кои што си ги кажуваме, и затоа нели е многу важно сето тоа. Зборовите имаат биохемиско дејство, ми се чини. Апсолутно, ја менуваат целосната хемија во нашиот организам, со тоа ја менуваат и нашата биологија. Така што, како што има, велам ја секогаш, генетика, има и епигенетика, со која што можеме да смениме многу наследни фактори кои што можеби ги носиме. Во секој случај, Јуле, јас гледам, нема, ако ти видиш некое прашање, супер би било, има нешто, целите, добро, тоа го помина, дали има некое прашање за да одговориме, или нема, тоа е тоа, во секој случај, она што останува е тоа баш што го кажа, да ги креираме мислите, да ги креираме јазичните образци кои што си ги зборуваме секојдневно, да ги креираме зборовите, буквално да внимаваме дури и на зборовите кои ги користиме, а за сето тоа што ни треба свесност.
Едноставно Апсолутно, да. А свесноста е токму тоа, mindfulness е самиот наслов на свесност, назив на свесноста. Да. И mindfulnessот има и NLP техники, и коучинг техники, значи каде што поминуваме низ целиот тој процес на свесност, и тоа е една од едукациите кои што може да буквално да дојдат луѓето и да се едуцираат. Многу поедноставно отколку да лутаат сами. Апсолутно. Многу поедноставно. Така, и дали е можно од болка да дојдеш до тоа што го сакаш. Апсолутно. Па мислам дека е тоа потешкиот, ама побрз начин да дојдеш до тоа што го сакаш. Апсолутно. Успех без неуспех тврдам дека нема. Нема, самиот збор неуспех, во него се одржи успех, така што нашиот ум не го разликува, не препознава не, така што и не постои. Во секој случај, секогаш треба да се носиме дури и со неуспехот, не само како неуспех, туку како еден фидбек, повратна информација која што ни кажува каде сме и каде сакаме да бидеме. Тоа ни е патот што да предеме. Дури на некое подобро место. Така е. Супер. Ти благодарам, Јуле, за ова прекрасно наше дружење. Ти благодарам што сподели своји искуства искрено и она што ќе се дружиме ние повторно ќе се вклучиш, ќе бидеш гостинка на наше задоволство, па ќе проделиме некои и алатки од бизнисот. И можам само да ги поканам сите оние кои што следат и кои што ќе следат и на YouTube каналот и понатаму на социјалните мрежи, значи да се пријават на тековната едукација за mindfulness, каде што точно ќе научиме како да креираме, како да го насочуваме нашиот ум свесно да живееме. Тоа се тие алатки. Тие алатки кои што многу го лекнуваат, порано не беа достапни, сега лично ви ги носам. Мојата маленткост. Ето така. Ви благодарам, драги луѓе, што не дружевте и што со нас останавте скоро 60 на минути. Благодарам, Јуле, и се гледаме наредната недела со нов гостин. Чао, и имајте убава вечер. Чао.